Тезги со пиротехника без продавачи. Полицајци денеска собрале 7107 парчиња пиротехнички средства од 3 тезги на Битпазар, но кој ги продавал не се знае. Средствата се одземени и се преземаат мерки за преноѓање на лицата кои ги продавале, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Оваа акција на Министерството за внатрешни работи е само една од повеќето во билтенот, кои засилено се реализираат во пресрет на новогодишниот период. Викендов ситуацијата е мирна во угостителските објекти. Не се фатени малолетници по полноќ во дискотеките, што не беше случај минатата недела, кога беа начекани 26 деца во гостителски објект во Свети Николе, а најголемиот број од нив биле и пијани. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните во овој период на предновогодишни забави и семејни веселби да не седнуваат зад воланот доколку претходно конзумирале алкохол. Покрај системот Безбеден град, сообраќајните контроли и акциските контроли во угостителските објекти продолжуваат и во наредните денови со несмален интензитет. Опремени ли се според закон, угостителските објекти засилено проверуваат и од Дирекцијата за заштита и спасување. Во изминатиот месец казнети се 5 локали, чии газди ќе ги олеснат новчаниците по 5000 евра. На ниво на Скопје, изминатиот месец се направени 15 инспекцијски надзори, од кои на 5 субјекти е изречена глоба од 5000 евра за правното лице и 1500 евра за одговорно лице во правното лице. Како најчести недостатоци се детектирани недостаток на планските документи за заштита од пожари, како и недостаток на опрема и уреди за заштита од пожар. Сакам еден апел да упатам до сите оние организатори на концерти кои што ги планираат во иднина, известувањата до Дирекцијата за заштита и спасување да бидат најмалку 10 дена пред од денот на одржување на односниот концерт, за да инспекторите при Дирекцијата за заштита и спасување навремено ги детектираат, односно да извршат контрола на тие објекти. Последните резултати на Државниот инспекторат за труд покажуваат дека во периодот од месец август до месец октомври во дејност угостителство се извршени вкупно 475 инспекцијски надзори, донесени се вкупно 107 решенија, издадени се вкупно 36 прекршочни платни налози и поднесени се вкупно 9 прекршочни пријави. Инспекторите на УЈП заклучно со ноември реализирале 4000 контроли за регистрирање на готовински промет. Утврдено е дека секоја четврта фирма не издавала фискални сметки, изречени се над 2500 глоби, а на 113 даночни обврзници им ги запечатиле објектите. Габриела Лескова, Сител телевизија.